Обвинители и истражители од специјалното јавно обвинителство се уште се во Управата за безбедност и контраразузнавање за да обезбедат податоци за прислушувањата што се вршеле од 2008 до 2015 година и да утврдат дали прислушувало Управата за безбедност и контраразузнавање или странски служби. Синоќа специјалната обвинителка Катица Јанева истакна дека иако нејзините соработници влегле во управата со судски налог, не наишле на соработка. Еве поминаа 12 часа откако сме во УБК. Знаеме дека јавноста во Република Македонија е заинтересирана за тоа како напредуваат постапката по како ни одговара на нашите барања УБК. Вие тапкаме во место, се дискутираме, дебатираме, но уште сме на мртва точка. Ние нема да си одиме додека не постапиме целосно по судските наредби. По пресконференцијата на специјалната обвинителка со став излегува и дополнителниот заменик министер Оливер Андонов, директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков и директорот на УБК Владимир Атанасовски. Тие обвинија дека обвинителката и нејзиниот тим се нестручни и дека во Управата за безбедност и контраразузнавање дошле со цел да предизвикаат упад во системот за следење на комуникации и во тековни активности. По 4 часот попладне откако успеа да обезбеди судска наредба за тоа што сакаше да го добие, господјата Јанева дојде во Управата за безбедност и контраразузнавање, на професионален и коректен начин беше прифатена од вработените во управата и директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање и беа понудени да и се стават на располагање сите документи кои ги бараше, односно информации, со основна забелешка дека поедини информации поради тековни активности за посебни истражни мерки кои ги спроведува Министерството за внатрешни работи, особено Управата за безбедност и контраразузнавање, се однесуваат на заштита на националната безбедност, заштита од тероризам, дека не можат да и се стават на располагање, односно не може да се диференцираат по однос на техничката можност која би требала да се обезбеди за да се заштитат тие податоци. Обвинителката Ленче Ристовска истакна дека специјалното јавно обвинителство е разочарано што државна институција нема ниту технички ниту човечки ресурси да одговори на судска наредба. Ние денес добивме наредба од Основниот суд Скопје 1 Скопје, која што е добиена по повод наше барање, за да ни бидат доставени сите податоци за броевите кои што биле маркирани во УБК во периодот кој што нас е предмет на наш интерес. Тие податоци се сомневаме дека се наоѓаат и во моменталните системи кои што ги има Управата за безбедност и контраразузнавање. И нашата цел е токму да ги обезбедиме овие податоци за да видиме дали тие податоци прво се навистина таму и понатаму што може да утврдиме од тие податоци. Од досегашното постапување на наше исклучително големо жалење е што Управата не само што немаше волја да постапи по судската наредба, туку манифестира недостаток и на технички и на човечки капацитети за исполнување на судска наредба. Според Чавков, постојат огромни ризици за системот, доколку нестручно се манипулира и дојде до прекин. Наредбата за што е добиена од судот, односно од судија, се однесува од 2008 година до 31.12.2015 година. Во тој период практично влегуваат и актуелни посебни истражни мерки кои што се спроведуваат по различни области на криминал, организиран криминал, тероризам и така натаму. Така да моја исто така професионална обврска беше да посочам на тој факт и да кажам дека има огромни ризици и за системот, бидејќи ако нестручно се манипулира со самиот систем, може да дојде до прекин од една страна, а од друга страна не треба да бидат офатени и овие податоци за овие посебни истражни мерки кои што се актуелни до ден денешен и кои што се уште се водат. Чавков исто така информираше и дека од специјалното јавно обвинителство поднеле барање до операторот на системот за тие да дадат одвластување на нивниот представник во Македонија да оствари пристап до системот, кој е во сопственост и администрирање на операторот. Доколку тие обезбедат експерт, стручно лице кое ќе може да ги извлече сите тие податоци, имаат можност тоа да го направат, заклучи Чавков.